Јас барам да се тргне точката број 10 од дневен ред, односно се однесува на Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен. Причината зашто барам да се повлече овој предлог закон на дневен ред е членот број 11, кој гласи, цитирам: "Низ целиот текст на законот зборовите Република Македонија се заменуваат со зборовите Република Северна Македонија." Овој предлог закон е поднесен од пратениците Антонио Милошовски, Благица Ласовска, Ели Панова, Дафина Стојановска и Бојан Стојановски. Причината која барам да се тргне од дневен ред оваа точка е затоа што целосно не ми е јасно, дури ниту она што СДСМ не успеа да избрише Република Македонија од сите законски и подзаконски акти. Гледаме како денес ВМРО ДПМН го брише секој писмен трак од постоењето на една држава со име Република Македонија и е директен учесник во каде се зацементира ново компонираниот северно-македонски идентитет. Дури ако сакате, колеги, легалистички да го толкувате Преспанскиот договор, слободно можете да проверите колку Грција има исполнето и реализирано незините обврски од Преспанскиот договор, така да што, за разлика од Македонија, ве молам председател... Ве молам да се слушаме, ве молам. Само ќе подсетам што све Македонија направи, кои отстапки ги направи поради квинслишките политики на Заев и на Димитров, односно освен тоа што го променавме нашето уставно име, освен тоа што се откажавме од македонците во Егејска Македонија, ние менувавме табли на институции, па нашите македонски шуми стана национални шуми. Ние ги менувавме имињата на автопатите, ние дури ги променивме личните документи кои сега вашиот министер Шапси во Гостивар ги продолжи истите политики. Дури ако сакате легалистички, че ви цитирам еден член од овој Преспански договор кој така ревносно сакате да го спроведите, дури и таму пишува каде се предвидува политички преоден рок за сите документи во внатрешна употреба, че издавање ќе започне при отворање на секое поглавје на релевантното поле во преговорите со ЕУ. Па јас сакам да прашам кое поглавје со ЕУ ние го отворивме за сега вие да брзате да избришите Република Македонија и од овој закон. Оттаму, ако сакате и за последно, дури кога се затвори Центарот за македонски јазик во Грција пред неколку дена, токму вашиот премиер Мицкоски излези и кажа дека ова е уште едно непочитување на Преспанскиот договор. Затоа јас ве повикувам, бојрумте колеги пратеници и вие гласајте за тргање на овој предлог закон. Благодарам.